80-годишната Јелица Здравкова од Виница е тешко болна, неподвижна и не може сама да ги извршува основните животни потреби. Повеќе од 2 години лежи в кревет, а за неа се грижи синот Венко, кој заради немоќната мајка се вратил од странство. Во меѓувреме поднел барање за надоместок за туѓа нега, но 2 пати е одбиен, иако здравствената состојба на жената, која е диабетичар, се влошува. Жената е катастрофа, значи слепа 100%, мозочен удар претрпено, склерозна и се на еден куп. Бев во Канада, канадски државјанин и комшии се грижија за мајка ми и по неколку телефонски разговори напуштив Канада и дојдов да се грижам за мајка ми. Тоа е некаде пред 5 години. 2-3 години се грижев за неа и муабет со комши, пријатели, викат, абе, поднеси за туѓа нега и така се грижиш, барем да дават по некоја пара помош. И така, поднесов, ама ништо. Првото барање до комисијата било одбиено, па по жалбата до Министерството за труд и социјална политика, Здравков морал дополнително да обезбедува лекарски докази дека неговата мајка е тешко болна и треба да добива надоместок за туѓа нега. Па се оди на комисија составена од 3 доктори, во Штип, ја носев мајка ми таму и рекол дека фали уште магнетна томографија, не знам што. Закажав во Велес, ја носев со кола, натаму, го обезбедив и тој документ и пак ништо. Што велат од комисијата? Која е причината зашто го било? Па не знам, не ни кажаа причина, само напишаа дека можно е подобрување. Мајка ми ќе се подобрила, не знам. Конзилијарното мислење на лекарите е оти здравствената состојба на жената е тешка, а незиното семејство треба да добива надоместок за туѓа нега, што надлежната комисија не го прифатила. Иако сумата што би ја добил од државата нема да ги покрие трошоците за грижата околу болната мајка, Здравков вели дека треба да се преиспита работата на комисијата и да се почитуваат законските одредби и воспоставените принципи.